Трпе Инвест Охрид. Сонце, прва специјалистичка биохемиска лабораторија во Македонија. Водата во Охридското езеро е исправна и безбедна за капење. Анализите на Центарот за јавно здравје покажуваат дека квалитетот на водата на сите контролирани капалишта е од прва класа и ги исполнува здравствените стандарди. Во екот на туристичката сезона, кога температурата на езерската вода достигнува околу 24 степени, условите се идеални за капење и рекреација. Од Центарот за јавно здравје ги демантираат информациите што се појавија на дел од порталите дека водата е небезбедна и велат дека резултатите од редовниот мониторинг го покажуваат токму спротивното. И да кажам за водава од плаживе морам јас, зашо морам да дементирам и пишани некои си портали како водата во Охридското езеро речени. Водата во Охридското езеро е вода равна за пиење, ево јас да ви кажам. Сега некои што ќе се нафрлат, тоа е од сонцево, ако алгите цутет, зашо е топла водава сега да се разбериме, и порано цутет алгиве, јас кога ќе цутет алгите во вода не влегвам, зашто имам проблеми после кожни. Така, овдека се научија све, водата му е крива за све, било водата за пиење, било водата за капење, од Хотел Ројал до Партизан Даљан, се зема со кајче се оди и се зема надлабочена до 2 метри, метар и пол до 2. Зашо подлабоко ако земат, деца мали не се капет во длабочина, дете мало до која што длабочина се капит, од тука се земат вода, значи до метар и пол. Во летниот период контролите се вршат континуирано, секојдневно, со цел навремено да се следи состојбата на капалиштата и да се обезбеди безбеден престој за граѓаните и бројните туристи кои летуваат на Охридското езеро. Покрај добриот квалитет на водата, здравствените работници потсетуваат дека најголем ризик во летниот период се високите температури прекумерното изложување на сонце. Токму затоа апелираат капачите да ги почитуваат препораките за заштита, особено во најтоплиот дел од денот. А од Светинаум наваму, значи Љубаништа, Светинаум, Љубаништа, Трпеца, пошто беа и тие Љубаништа и Трпеца кажани по име, тие плажи, дека не биле окей, дека деца се затруле, добиле проливи, не знам што, па прво да се прашаме што јаделе тие деца и каде јаделе. Така, може, ако биле на сонце долго време во вода, соглајте на сонце, па и од тоа се повраќат, да се разбериме. Ќе добијат сончаница и ќе повраќат, и температури ќе кревет, и така натаму. Па не до водата, водата е прва класа со класификација одлична ушеднушка и то го тврдам и го подпишвам со 2 вераце. Од Центарот за јавно здравје препорачуваат да се избегнува директно изложување на сонце во периодот од 11 до 17 часот, да се користи заштитен фактор, да се внесуваат доволно течности и особено да се внимава на децата, повозрастните лица и хронично болните. Согласно одлуката на Советот на Општина Охрид за продолжување на работното време на угостителските објекти, во текот на август повеќе датуми се предвидени за продолжување на работното време за угостителските објекти за и без исхрана, без оглед на видот на услугата за 1 час. Почнувајќи од предстојниот празничен викенд за Илинден 31 јули и 1 август, кога традиционално Охрид бележи најголем број посетители, одлуката ќе важи и за секој петок и сабота во текот на месецот. Во август продолжено работно време ќе има на 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 27 и 29 август, што треба да овозможи непречено функционирање на туристичката и угостителската понуда во најфреквентниот дел од сезоната. Воедно со одлуката се задолжува Општинскиот инспекторат согласно Законот за заштита од бучава во животната средина континуирано да врши мерење на бучавоста од угостителските објекти и доколку се утврди дека не се почитуваат законските дозволени гранични вредности, да следуваат прекршочни санкции согласно закон. Исто така угостителите се задолжуваат да се придржуваат кон одредбите од Законот за заштита од бучава без оглед на продолженото работно време.
Македонија бележи рекорден раст на туризмот преку авиосообраќајот, а земјата е препознаена од Светската банка како пример за најголем раст на пристигнување на патници во Европа и Централна Азија. Според министерот за транспорт Александар Николовски, Македонија бележи раст од 40% на годишно ниво, што е нотирано и во анализата на Светската банка за развојот на туризмот. Со мерката за субвенционирање на нови авиолинии и успесите што ги постигнуваме, Македонија е позиционирана на врвот во привлекување нови туристи и придвижување на економијата преку туризмот. Овие успеси се потврдуваат и преку работата на Охридскиот аеродром, каде само во еден ден беа обслужени рекордни на 3000 патници, што за аеродром од овој тип представува огромен успех, истакна Николовски. Од ТАВ Македонија информира дека на аеродромот Свети Апостол Павле во Охрид во една смена успешно биле обслужени 3036 патници и биле реализирани 20 летови, што представува најфреквентна смена во историјата на аеродромот. Овој рекорд е резултат на посветеноста, професионалноста и тимската работа на вработените и партнерите, кои во услови на зголемен обем на работа обезбедуваат безбедно, ефикасно и непречено патничко искуство, велат од ТАВ Македонија. Оттаму додаваат дека ќе продолжат со инвестиции во развојот на Охридскиот аеродром и со унапредување на услугите со цел поставување нови стандарди во оперативната ефикасност. Кебапчилница вкусно ви донесува метео. Денеска во Охрид имавме сончево време со мала облачност. Максималната температура достигна до 32 степени. Утре во Охрид времето ќе биде сончево и топло со мала до умерена локална облачност, ќе дува слаб до умерен променлив ветер. Минималната температура од 16 степени, а максималната дневна ќе се искачи до 32 степени. Во Македонија утре температурите во интервал од најниската од 11 степени до максимална од 38 степени. Под влијание на топол бран следува период на сончево и многу топло време. Особено топло ќе биде во првата декада од месец август, кога дневната температура локално ќе достигне 40 степени.